По рекламите се враќаме со вестите на Ирис телевизија. Јавното обвинителство се уште го нема добиено официјалниот извештај од обдукцијата на младата жена и нејзиното бебе. Понатамошниот тек на случајот ќе зависи од самиот наод. Засега остануваат претпоставките на лекарите за смртта на 26-годишната жена токсичен шок. Се уште не е готов официјалниот извештај од обдукцијата на 26-годишната трудница Билјана Коларова-Ничева и нејзиното бебе. Во зависност од извештајот, така ќе се движи и понатамошниот тек на случајот. Доколку обдукцијскиот извештај покаже дека станува збор за лекарска грешка, тогаш ќе биде отворен случај. Во спротивно, случајот ќе биде затворен, информираа денес од Штипското јавно обвинителство. На вчерашната пресконференција, анестезиолозите и гинеколозите кои се бореа за животот на младата Штипјанка и низиното бебе ги кажаа првичните причини. Според симптомите, изгледот на пациентката како и брзиот тек на одвивање на состојбата, нивните претпоставки се дека станува збор за токсичен шок. Борбата за животот на младата жена и нејзиното бебе траела помалку од 3 часа. Во Штипската болница, со упат од матичниот гинеколог, трудницата во понеделникот околу 9 часот се јавила неинфективно. Откако и биле направени потребните анализи, младата жена била препратена на гинекологија, каде што здравствената состојба уште повеќе и се влошила. Обидите на докторите да го спасат нејзиниот живот, но и животот на бебето, биле неуспешни. Бесплатна телефонска линија за пријавување повреда на избирачкото право функционира во канцеларијата на Народниот правобранител. Граѓаните ќе можат да пријавуваат неправилности во избирачкиот период и на денот на гласањето на бројот 0800 54 321. Народниот правобранител во пресрет на предвремените парламентарни избори 2016 ги потсетува граѓаните за важноста на избирачкото право и начинот на остварување и заштита на ова право. Во канцеларијата на Народниот правобранител граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија. Телефонската линија ќе функционира секој работен ден и по пријавите на граѓаните ќе се постапува веднаш по примениот повик или снимената порака. Во Народниот правобранител е отворена бесплатна телефонска линија и бесплатниот телефонски број на кој што можат граѓаните да се јават и да пријават нерегуларности во предизборниот период е 0800 54321, кој што работи нон-стоп 24/7, меѓутоа од 8 до 16 часот ќе ви се јави, да речеме, дежурниот кој што дежура на тој телефон, се евидентира по плаката и понатаму се постапува. После 16 часот сите повици се снимаат, за да наредниот ден се прегледа и соодветно на поплаката на представката се постапува. Народниот правобранител ќе создави реални услови за овозможување, почитување и остварување на избирачкото право на граѓаните, како и правилата за фери демократски избори. Правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции, кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Сите граѓани, доколку увидат некоја нерегуларност и да сметаат дека е нерегуларност во предизборниот период, сега да речеме во период на кампања на сите партии, дека можат кога сакаат и тука да се обратат во канцеларијата на Народен правобранител, но можат и да се јават и на овој бесплатен телефонски број. На самиот ден на изборите, на 11 декември, канцеларијата на Народен правобранител ќе биде отворена од 7 до 19 часот во текот на целото време трајање на гласањето, се со цел и во тој ден да биде достапна канцеларијата за граѓаните да пријават нерегуларности. Посебно Народниот правобранител како институција посочува на органите да овозможат остварување на право на глас на посебната категорија на луѓе како што се хендикепираните луѓе, луѓето кои што се во моментот во здравствените установи,
исто така и притворените и осудените лица, кои што гласаат еден ден пред главните избори. Истовремено, народниот правобранител подсетува дека медиумите имаат клучна улога во заштитата на избирачкото право. Од тука од особена важност е начинот на кој тие ги пренесуваат информациите. Затоа потребно е објективно, избалансирано и доследно информирање и придружување кон етичкиот кодекс за информирање. Ако слободните избори со тајно гласање се столбот на демократијата, тогаш обврска на сите членители во општеството е да обезбедат реални услови за слободни и фер избори. Општините се должни да партиите и коалициите кои учествуваат во предвремените парламентарни избори да им обезбеди бесплатен простор за истакнување на плакати. Во Штип на вкупно 14 локации ќе се гледаат на плакати лидерите и кандидатите за пратеници. Политичкото рекламирање на партиите почна во најразлични форми. Се закупуваат простори за реклами во електронските и печатените медиуми, а се користат и билбордите, но и се користат и социјалните мрежи. Општините пак се задолжени на сите политички партии и коалиции кои се на гласачкото ливче да им обезбедат бесплатно лепење на плакатите. Во некои општини завршено е жребувањето, а во некои ова постапка е во тек. Жребката за бесплатно истакнување на изборни плакати на територијата на општината ќе се одржи на 24 ноември, значи четврток во 12 часот во сала 2 на локалната самоуправа. Заинтересираните политички партии и коалиции треба да поднесат барање со полномошно издадено од организаторот на изборната кампања најдосна до 24 ноември, значи истиот ден четврток до 11:30 часот. Во Штип политичките партии и коалициите ќе може да ги поставуваат своите плакати на вкупно 14 локации. Откако ќе завршат изборите, политичките партии се должни и да ги отстранат. Кандидатите за пратеници на ВМРО ДПМН Никола Мицевски и Трајче Димков денес на штипските пензионери им ја промовираа предизборната програма. ВМРО ДПМН продолжува како и досега, значи во фокусот да видат пензионерите и подобрување на нивните услови за живот. ВМРО ДПМН во наредниот период планира да ги зголеми пензиите за 10,25% и тоа е континуитет на сето она што го прави владата на ВМРО ДПМН. Знаеме од едни поранешни времиња дека одредени структури и одредени влади ги намалуваат тие пензии, беа скратувани 8% и пензионерите беа ставени на маргините на животот и на маргините на државата. Покрај зголемувањето на пензиите кој е во континуитет и ќе тече понатаму, тоа се и бањските лекувања, каде што досега го искористиле некаде околу 5500 лица, исто бањските викенди повеќе од 4000 лица, меѓутоа да не забораваме дека пензионерите имат можност бесплатно еднаш да патуваат со воз во било која дестинација во Македонија. Дел од нив исто така кај што имат помала пензија, бесплатно да одат и да ги користат здравствените услуги во здравните домови. Регионалната стопанска комора со седиште во Штип ќе им помага на земјоделците од Карбинскиот регион за достигнување на стандардите кои ги бара Европската унија за пласман на земјоделски производи. Во текстилната индустрија континуирано недостасуваат од 2000 до 3000 работници. Причината за недостатокот се иселувањата на младите, но и нелојалната конкуренција која имаат од странските компании во технолошко-индустриските развојни зони. Во текстилната индустрија се подобрува состојбата со високо квалификуван кадар е оценката на претседателката на текстилниот кластер Маријана Перковска. Таа забележа дека бројот на текстилни инженери кои се вклучени во процесот на производство е зголемен изминатите години. Во делот на дизајнерството и во делот на текстилните инженери има зголемување на интересот со оглед на тоа што и технолошкиот факултет ни е на некој начин партнер за соработка. Посебно во делот на дизајнерството има интерес. Но текстилниот кластер забележува дека и понатаму најголема главоболка им е недостатокот на работници во процесот на производство. Таму континуирано недостасуваат работници.
По некоја проценка сигурно 2 до 3.000 вработени во моментот недостасуваат. А уште и со фактот што дел од нив се преселени во странските инвестиции, кои што се кои со нелојална конкуренција на домашните компании, кои што само нанесуваат штета на домашните текстилни компании. Така да и тој број може да биде нешто и сигурно поголем. Перковска вели дека сопствениците на текстилната и кожарската индустрија поради хроничниот проблем со недостаток на работна сила се плашат и да инвестираат во својот развој, а токму и поради овој проблем компаниите и потешко прифаќаат поголеми налози од своите странски партнери. Експертите велат дека во наредниот период треба да се работи на стратегија на младите пред се да останат во својата земја, а истовремено да се работи на подобрување на животниот стандард и на повисоки плати со кои младите ќе се мотивираат да работат во реалниот сектор. Регионалната стопанска комора со седиште во Штип ќе им помага на земјоделците од Карбинскиот регион за достигнување на стандардите кои ги бара ЕУ за пласман на земјоделските производи. Денеска регионалната комора и општина Карбинци потпишаа меморандум за соработка. Регионалната стопанска комора со седиште во Штип и општина Карбинци денеска потпишаа меморандум за соработка. Во иднина соработката ќе биде насочена кон создавање на поволна бизнис клима во оваа рурална општина, модернизација на земјоделските стопанства, јакнење на економијата и поддршка на бизнис идеите на инвеститорите. Општина Карбинци има услови за развој на земјоделството, посочи председателот на регионалната стопанска комора при Стопанската комора на Република Македонија, Наум Барзов, потенцирајќи дека комората пред се има улога на советодавно тело во делот на запознавање на инвеститорите со можностите за развој на земјоделските стопанства. Порача дека комората ќе посредува во надминување на проблемите со кои се соочуваат земјоделците и стопанствениците од Карбинскиот регион. Нашата работа е во делот на советодавна функција, во делот на подпомагање на иницијативите, во делот на слушање на проблемите на самите инвеститори во општина Карбинци, пред се инвеститорите општо во бизнисот на Република Македонија и преку нашите институции во Скопје да можеме да ги пренесеме до факторите во Република Македонија кои што имаат можност и кои што се тие кои што треба да ги променат законските регулативи или да ги подобрат законските регулативи. Во општина Карбинци екзистираат повеќе стопански субјекти кои работат на откуп и преработка на земјоделски производи. Потпишувањето на договорот е од големо значење за Карбинци, рече градоначалникот Минов. Ова е од значење за општина Карбинци затоа што ќе можеме заедно со Стопанската комора да помогнеме на нашето стопанство во општина Карбинци да може да се развива, да може да ги согледува сите тие бизнис прилики кои ќе длачат еден развој на општина Карбинци на ваква мала рурална средина. Општина Карбинци заедно во соработка со комората ќе одржува, ево и денес ќе одржиме на работилница, се со цел за да може да се потикнат сите тие бизнис идеи, бизнис развој на што ќе значи едно економски зајакнување на општина Карбинци. Од друга страна, експертите порачаат дека за да можат земјоделците да ги извезат производите на европските пазари, мора да ги исполнат нивните стандарди. Тоа значи дека треба да се спроведат низа на мерки и активности кои што ќе значат спречување загадување на човековото околина од вештачки ѓубрива, од пестициди и се она друго што значи уништување на живиот свет и прекинување на синџирите кои што го чинат тој жив свет. Понатаму треба да се спроведат низа на мерки и активности за почитување на послебербена технологија или и производство на така наречено интегрирано земјоделско производство и дури органско земјоделско производство. Регионалната стопанска комора претходно потпиша договори за соработка со општина Штип и Универзитетот Гоце Делчев. Со бесплатно мерење на шекер во крвта и холестерол, денес во Штипскиот сојуз на пензионери беше одбележана Светската недела за грижа на стари лица. Припадничките на понижниот пол добија и пригодни подароци. Пензионерите се најдисциплинираните пациенти. Редовно ја примаат терапијата препишана од матичниот лекар, а прават и превентивни прегледи. Проверувам си редовно, одам на матичен, без пред неколку дена да си проверам крвната слика целата. Имам проблеми само со маснотиите. Одржувам ги со таблети. Барем 2 пати у година да се проверува крвта. Така треба. А ние немаме навика, немаме слух за тоа.
одеме на лекар кога имаме потреба, ако имаме зор и инаку не. У промена на времето чувствуваме болки, нормално е тоа, инаку добро да речеме, 50% према годините. Редовно ли си ја пиете терапијата која ви ја припишува матична? Да. Тоа само така маснотиите малку ми се некапат покачат, шикеро малку беше на граница, сега не сум видела, па ќе видам сега. Дека старите лица се грижат за своето здравје потврдуваат и патронажните сестри. Лицата од третата доба најчесто страдаат од покачен крвен притисок, кардиоваскуларни заболувања. И старите лица знаеме дека во подминати години, значи најчести болести кај старите лица се кардиоваскуларните заболувања, цереброваскуларните заболувања, диабетот, нели кој што исто спаѓа во овие заболувања, затоа и се земаат и овие резултати. Доколку видиме дека има покачен шекер во крвта кај некои лица кои што има лица и кои што не пијат терапија. Со мерење на крвен притисок, шекер во крвта и холестерол. Денес во Штип беше одбележана светската недела за грижа на старите и изнемоштени лица. Настанот е во организација на општина Штип и невладиниот сектор. Значи, тековно имаме преку проектот Општинско корисна работа, веќе традиционално 4 години веќе поред, 6 месеца, старите изнемоштени лица и лицата со инвалидитет им има обезбедено асистент кој што постојано се грижи за нив, односно им помага во домашни услови и обврски надвор од дом. За денес Сдруженијето Цивитас и обезбеди на сите дами по еден скромен подарок книга. Ова не е прва акција со која во Штип се одбележува неделата за грижа на стари и изнемоштени лица. Ваква акција минатата недела организираше и Црвениот крст. Пензионери во Ново село денеска посадија 4 јавори. Велат намерата им да го вратат споменот на стариот јавор и продолжат традицијата на местото кај јаворот, каде од секогаш се собирале новоселци. Група пензионери во Штипско Ново село денеска засадија 4 јавори во паркот покрај реката Брегалница, кој самите го нарекоа парк на јаворите. Велат Ново село не е исто откако го нема стариот јавор, затоа акцијата ја организирале со цел да го оживеат споменот на јаворот и да ја продолжат традицијата како и символиката поврзана со ова дрво кое за нив има посебно значење. У Ново село исклучува беше дека века јавор, и сега за тоа ги садиме вие јавори тука, да остане символиката од порано и сега овај парк го назначиме да биде парк Јавори Ново село. Јавор да го подигнеме стариот јавор едно време што е бил на Ново село. И тај имидж да не сгасне, едноставно да се биде па како што е било до сега. Сега ние садеме, ако начекаме, ако даде Господ да седеме по ник добро, ако не па нека седат младите. Наши внуци. Тоа е манетот на младите сега понатаму. Па аманетот на младите е сега, и они да се грижат за тоа. Не само ние постарите. Да го зачуваме името Јавор. Ѓорги кажа дека секој се зборуваше одиме на Јаворо и затоа насадихме Јавори за да се собираме едно катче тука пензионерите, па и другите може. Што рече Миле, ако ние не успееме, ќе успеат нашите потомци. Тоа значи едно одбележување на местото Јавор. Аманетот останува на младите да се грижат за јаворите, зашто како што велат постарите, тие се душата на новоселци, многу пати испреплетени со животните судбини, опеани во многобројните песни. Денес во Штип е отворена изложба на дела од меѓународната струмичка ликовна колонија. Штипјани во наредните денови можат да ги видат сликите на 21 ликовен уметник од земјава и странство, кои учествувале на една од најстарите ликовни колонии во земјава и на Балканот. Дел од слики на 53-тото издание на меѓународната струмичка ликовна колонија од денес го красат фоето во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип. Ова е 53-та поред меѓународна струмичка ликовна колонија. На неа зедува учество 21 автор, и тоа од Македонија и од повеќе држави. Имавме гости од Србија, имавме гости од Бугарија, од Полска, од Русија, од Германија, Чешка, Србија, ако не спомнав, беа создадени над 60 дела. Од тие 60 дела, бидејќи спрема просторот се ориентиравме на
приказ овде се поставени 28 дела работени во најразлични техники. Сликите од Струмичката ликовна колонија можат да им користат за творештво и на студентите ликовни уметници на Универзитетот Гоце Делчев. Знаеме дека тука веќе имате отворено и факултет за поликовна уметност на Универзитетот Гоце Делчев, па можеби ќе биде подстрек и едно размислување за вашите студенти кои што се овде да видат што и како се работи во едно од најстарите меѓународни колонии во Република Македонија, ако не и на Балканот. Меѓународната Струмичка ликовна колонија опфаќа најразлично ликовно творештво. До сега се што било ликовната колонија во Струмица било на едно високо ниво, вакав прв печаток сега, мислам дека има еден поголемиот дел од изложените експонати се на едно завидно ниво, со оглед на тоа што знаеме дека ликовната колонија трае малку денови. Не е тоа месец, 2 или 3, како некогаш што му треба на уметникот да се создаде едно повредно дело. Но во секој случај, ова е за поздравување. Јас сите настани што се во однос на ликовната уметност ги поддржувам, без разлика на вредноста, на квалитетот. Струмичка ликовна колонија е една од најстарите во Македонија и мислам една од најдобрите. Овие дела овде денес присутни го потврдуваат тоа. Извонредни дела. Се надевам дека Домот на културата овој пат ќе овозможи да поширокиот дел од аудиториумот во Штип, што е сака ликовната уметност, да може тоа да го види. Карактеристично за меѓународната Струмичка ликовна колонија е што покрај ликовното творештво изобилува и софајарски дела, а во рамки на колонијата се организира и едукација за работилници за мозаична уметност. Денес се одиграа првите четвртфинални надпревари во рамките на фудбалскиот куп на Македонија. Брегалница гостуваше на екипата на Победа во надпревар, кој поради реконструкцијата на стадионот во Прилеп се одигра на Билјанин извори во Охрид. Денес се одигра првите четвртфинални надпревари во рамките од Купот на Македонија, при што се постигнаа следните резултати. Металург Вардар 1:4, Пелистер Силекс 1:0, Шкупи Шкендија 0:0 и во Охрид Победа Брегалница 2:2. Велинов и Здравко беа селци на головите за Брегалница. Раководството на Брегалница и локалната самоуправа на град Штип ќе вложат максимални напори клубот да се стабилизира и да опстане во првата македонска фудбалска лига. Неопходно е сплотување на сите сили кои милуваат Брегалница и секако привлекување на нов финансиер кој ќе знае како да извлече Брегалница од моменталната криза. Екипата на Брегалница ги имаше и ги има сите услови за нормално функционирање на еден прволигашки клуб. Затоа не се штеделе средства неопходно потребни за изведување на подготовки, за набавка на играчи и нивна исплата и секако за обезбедување на нормални услови за тренинг па и за надпревари. По подолга пауза се направи напор за враќање на Брегалница на градски стадион во Штип и одигрување на надпреварот со Прилепска победа. Но и покрај преземените сите активности, резултатите барем за сега не се задоволителни и полека но сигурно се пали црвеното светло за аларм. Фудбалскиот клуб Брегалница е икона на градот Штип. Секој сака Брегалница. Меѓутоа, за жал, имаме и такви фудбалски работници, имаме такви спортисти кои што произлегува од самата Брегалница, кои што се биле деца на самата Брегалница, од пионери, младинци до фудбалери, па и тренери, стратежи, си го гледаат својот личен интерес. Денес, кога се наоѓаме пред обстанок, клубот кога мора да обстане, ги даваме сите сили. Локалната самоуправа, како што и сами гледате, заедно со Фудбалската федерација на Република Македонија го следува фудбалскиот терен. Што требаше да направиме ние како управа на Брегалница го направивме. Значи, додатно ги следивме помошните терени, ги следивме трибините. Еве сега тече тендерска постапка за покривање на оваа трибина. Го даваме максимумот и не смееме да дозволиме во никој случај да испаднеме од прва лига. Се што можеме ќе ангажираме, затоа ги повикувам сите спортски работници, ги повикувам сите што сакаат Брегалница, како може да помогнат да се вложат со својот авторитет, да се вложат со својата љубов кон Брегалница, да не го гледат својот личен интерес. Знаеме дека спортот нели сепак е пари и фудбалот сепак е пари, меѓутоа има нешто што се вика и љубов кон клубот.
и треба да го сега да ја покажат таа љубов што имаат кон клубот, да се сите максимално ангажираат од младинците до најстарите фудбалери. Ние како управа на клубот ќе направиме еден голем собир на сите спортски работници од 48 до 2016 година, сите што даде свој допринос во фудбалскиот клуб Брегалница. Сакам да најавам дека деновиве сме во преговори со две фирми и едната фирма веќе пројави голем интерес за да влезе ортак со општината 50-50 и така да полу ќе биде приватизирана екипата на Брегалница кога ќе се запазат тези законски мерки, така да со самото тоа Брегалница ќе зајакне, значи ќе има ред, ќе има успех. До крајот на есенскиот дел останува да се одиграат уште 3 кола, во кои Брегалница на два пати едно по друго ќе гостува. Најпрви на Шкупје, а потоа и на Македонија Ѓорче Петров, за да на 4 декември на градски во Штип ја пречека екипата на Работнички, со што ќе се спушти есенската фудбалска завеса. Потоа ќе се има и време и начин евентуалните грешки и потешкоти да се исправат и во пролетниот дел гледачите да видат едно ново романтичарско издание на Штипските плави, во кое би се обезбедил толку неопходниот опстанок во праволигашкото јато. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе на Ирис МК. Пријатна вечер.